Значајни достигнувања, но ситни залаци. Затоа што целевме таква силна лоби група може да го достигне навидум невозможното. Донесување на системски закон за лицата со хендикеп во Македонија. Напоредно со едукативната компонента се работеше и на подготовка на компаративни согледувања на законските решенија, кои ја третираат проблематиката на хендикеп, како во домашното законодавство, така и во земјите во Европа и светот. Во мое време имаше една песничка "Се замина за Хондурас", но во нашиот случај нешто ни дојде од Хондурас. I'm here to share and exchange experiences about the situation of persons with disability in our countries. Јас сум тука да ги разменам моите искуства со израелците со хендикеп во нашите земји. I would like to thank the Holocaust movement for this invitation. It is very important for me to know you and to know about the LPPOG that is a great model for all the countries of the world. На 2 годишнината, нас, пратениците, активистите на Полио Плюс не закитија со златни значки за членство во лобито. Но, уште позначајно, не почестија со присуството на актуелни и идни наши колеги од други парламенти низ светот. Мало е парламентата кои се могу похвалити со овакvom лоби групом и ја вам честитам за тоа. Може би некој ќе рече, зошто толку пари за пристапно собрание, кога нема ниту еден пратеник со хендикеп? Но треба ли на било кој пратеник да му дојде некој како мене на гости, по работа или да го улови за лобито? Па треба. Тоа го сватија и пратениците и службите. Затоа сега имаме еден од најпристапните парламенти во светот. Тоа е пример што треба да го следат сите во државава. Парламентот презема чекори во смисла да има возможни на луѓе кои што имаат посебни потреби да бидат присутни и активно да учествуваат во градење во општество. Тоа се направи во изминатиот мандат. Со оние средства кои што ги имавме беа доволни, ние го направивме парламентот пристапен и за граѓаните со посебни потреби. Сите истражувања, средби и консултации донесуваат одлука со каков системски закон да одиме и колку големи ќе бидат зафаќањата во македонската легислатива. Се сомневавме дека се преголеми, но не и неостварливи. И запнаа сите наши партизани. Системскиот закон да биде предложен не од влада, па не и од лобито, туку како иницијатива на граѓани. Ха! А знаевме дека тоа не е воопшто лесно. Во Македонија имаше десетина такви иницијативи, но ниту една не заврши со успех. Не е тоа петиција, па ајде застани на плоштад и до вечер собери ги. Секој потпис мора да е даден во местните канцеларии на Министерството за правда и тоа лично пред службеникот. Не е тоа туку така. А знаете ли зошто? Затоа што од другата страна демна двајца големи генерали. Генерал Сомнеш и генерал Флегма. Едниот вика: потпишал, не потпишал, се е џабе. Ништо нема да се смени. Вториот наредува: и со тебе, и без тебе, ако е пишано, нештото ќе се случи. Да. На тој состанок во ресторанот на Собранието, ние на некој начин се само суспендиравме. А тоа ми се најубавите спомени од лобито.
не реагират, бидејќи се знае по уставот кои имаат права да предложат закон. Мислам дека можеме да собереме 10.000 подписи, не само заради фактот дека во последните години македонската јавност се сензибилизирана за потребите на лицата со хендикеп или за на лицата со посебни потреби, како мислам дека целокупното јавно мислење е на едно повисоко ниво колку што беше пред 2-3 години. Бев еден од оние кои што први поддржа идејата дека е потребно да се соберат 10.000 подписи, не дека ние не можеме да го поднесеме овој закон или да најдеме други сојузници, меѓутоа мислам дека една од основните цели кои што и ППЛ си ја постави на почетокот на своето формирање, покрај донесување на овој системски закон, беше подигање на јавната свест при граѓаните. Овој облик на соработка посреден, сепак бидејќи се работи за пратеници и невладина организација, за мене лично е оној елемент од демократијата кој во овој момент ни недостига. И тој, без разлика што не се спротивставени политички ставови, е производ на еден многу продлабочен диалог. Иако немавме одобрени канцеларии во Правда, ниту наблюдувачи за нив, ниту пари, а ни време, сепак, за да ги забрзаме бирократите, од историското Крушево го објавивме третото македонско востание, овој пат на лицата со хендикеп, во борба за достоинство и еднакви можности. Имавме само 44 дена за да собереме 10.000 подписи. Миле Стојковски тргна на пат низ Македонија и со својата количка измина на 1500 километри. Ида денови, кога мора нешто да си кажеме. Ида денови, кога нема зошто да се лажеме. Ида денови, црни од болка и плескави од висина. Ида денови, кога ќе мора да стиснам заби и нешто да направам. Ајде ти излези, покажи ми, ни една вода нас не дели. Ајде најди пат, верувај ми, повесно е да се сподели, да посадиме зрно за род, да порасне до висина, да ископаме бунарот сон, да брикне вода за иднина. Handicap International is very supportive to this initiative, and we wish the highest success to this initiative, and that Macedonia will be the first country in the region to have a proper anti-discrimination law for people with disability. Ова иницијатива е историски исчекот кога станува збор за дозволувањето на граѓаните да учествуваат во процесот на донесување одлуки. Ова се